Kao prvo, voda nemamo za pijenje. Второ, ни уништија, цело поле ни уништија. Значи, над 10 метра доле отиде водата доле, по 12-13 метри, од 4 метра, сега 12-13 метри, треба да идемо надоле да извадиме вода за пиење. Само објаснете што се случува. Има тука ископување кое е забрането. Еве ги гледам, тука има и одлука за раскин на договорот за концесија, за експлоатација на минерална суровина, песок и чакал на село Долно Конјари. Но сепак се продолжува со... Nije ni Атр Долно Конјари, него ова е Атр Средно Конјари. Дадена концесија Атр Долно Конјари, а оние копат Атр Средно Конјари. Ова е што? Ова е Средно Конјари. Добро. Кај што се копа, кај што е копено, значи Атр Средно Конјари е. Е до мостот, границата е тамо, до мостот, значи од тамо навамо е све Средно Конјари. Значи оние копат нелегално, пошто они се узели концесија на Атр Долно Конјари, а оние копат у Атр Средно Конјари. Значи нелегална е концесија. С time, тој решение што е дадено, значи порано е, тој е укинато. И суд баја ги им предужил за да копат и дале. Сега им донесоа решение за да не копат, да полнат. Ама видите и сам со што земја полнат. Знаете колку камиони се предадени со земја, пошто е многу плодна земја, ова е најбоља земја што постои, прва класа земја. Со што е плодна? За било што да сади човек, например, било што да садиш овде, кој овој бил најбољи расадник за време бивша Југославија. Кап по кап први пут се десило да има овдека у Средно Конјари на овој место. А сега гледате како е направено. Значи џунгла е направена. Добро. И кажете ми сега, ве молам, сега во моментов не ископуваат, туку не пренесуваат песок и чакал, него полнат, така им дошло решение за да наполнат, ама со која земја го полнат, да видите, тоа е неверојатно. Колку време имате проблем? Па има едно 10 години можда. 10 години се копа? Се копала, се вадила... Ама не од истиот концесионер? Од истиот. Од истиот. Добро, разговаравте ли вие со концесионерот? Не, не сака тие да разговарат со нас. Добро. И с time они каже имам ми концесија и со вас немам ништа работа. А во Министерство за економија дали бевте? Ние беме... И во животна средина инспекторатот? Сите ги поминаме, осим Бектеши некако многу лошо не дочека. Иначе нема место, кај председател сме били, кај Заев кога беше 5 пути. А зошто лошо ве пречека Бектеши? Па овие се отида, ја не бев, додуше беа други членови од местна заедница, каже нема потреба вие да доаѓате за такви работи, ние сме дали концесија и немате потреба, зашто вие да дојдете? Но потоа би им било одземена, така? Да, одземена, ова земја што е била одека плодна земја су продали, значи например идеш ти плаќаш 7.000-8.000 една тура, ти донесе плодна земјиште, она е најболјата што е, а сега копат брда и полнат со камењи, со било какав, само да наполнат. Пошто им дал 60 дана, влада им дал рок, инспекторијатот, уствари, им дал рок за 60 дана да го наполнат. Ама нема шанса да го наполнат за 60 дана. Ние штрајкуваме, колку пати штрајкуваме и на крај видиме дека почна да полнат и прекинаме штрајк. Иначе ние сме били еднаш 24 дана сме штрајкували, сега скоро пред месец дана овдека сме штрајкували 4 дена и кога видиме да им дојде решение и после прекидаме штрајк. Практично е невозможно да се пие колку време вода? Па откако почнаа тие да копат, значи немаш... Колку ве молам? Па има 10 години. 10 години вие не пиете вода од водовод, а имате водовод? Имамо водовод, мислим, сваки има пумпа, цепки, ставени, али не употребljavаме, пошто загадена е вода. Не дај Боже да прли некој отров овдека, ќе не изотруе сите конјариња овде. Не дај Боже. 450 ученика има у село Средно Конјари, значи
или ќе купуваат вода, или ќе носат од дома. Значи не може да се пие вода во школа. Значи така смо на муку неверојатно. А и дома не може да пиете? Не, дома носиме, јас за себе носам од Дивле, например. Има 7 километри од овде нагоре, идем од Дивле, земам по 200 литра. Но дома нема никој вода за пиење? Не, вода имамо, али не се употребува. Па добро, не се употребува, не смее да ја пиете? Не смее да се пие, тоа е загадано. Друго, што проблеми имате? Па проблеми имамо, например, овој место се косила, детелина кај бил понекогаш 7 пути за една сезона се косила. Сега не може 2 пати да се коси. Преко река ми оној дел све наша земја. Значи толку е вода отишла ниско, не може ако пуштил 4,5 тона, 5 тона, ако пуштил жито, сега пушта само 2 тона или тон и пол. Не пушта повише. Пошто длабоко отишла водата надоле и сега нема влага, не може да раѓа. Многу е лошо. 4 години имате проблеми. Колку пати по институции сте оделе? А ова трае повеќе од 4 години, одејки барајки решение за да се спасиме од овој екоцид што се случува на таа грудка земја на течението на река Пчиња, посебно ватерот на село Горно и Средно Конјари, каде што ни се изврши притисок од страна на компании преку водостопанство Вардар, барајки наводно дозволи за регулација на течение на речното корито на река Пчиња, се со цел наводно да го заштитат населението од поплави. Од поплави они направија еколошка катастрофа. Ништо од тоа, дури се земаа за право еднашка пред 4 години го пробија насипот што е изграден 1973 година, се со цел да најдат изговор како може да направат поголема штета. Еве ја гледате штетата што е направена конкретно овде. Ова беше детско игралиште направено уште пред 50 на години. Од него еве што имаме сега. Огромни купови со песок, а исто ваков куп со песок има на 500 метра понагоре. Кој го стави овој куп песок? Ова го ставија компаниите кои што работеа на наводна регулација на течението на река Пчиња. На наводна. Се е тоа направено само заради тоа да може да се дојде до некаква корис. Се на штета на населението. Вие вода немате за пиење? Ние немаме вода за пиење, имаме водовод, водата не е за употреба, а порано се снабдувавме со бунари, со пумпи, водата беше на 8 до 10 метри, сега е на 15 и веќе ја немаат полно семејства, ја немаат водата за пиење. Таму имаше исто така и шума, ми кажавте. Имаме на потегот, од тука, нагоре, во должина од 2 километри, исечена столетна шума. Столетна шума во ширина од 100 метри, должина 2 километри, исечена и однесена во неповрат. Тамо каде што сметале дека треба да си ја однесат, ја однеле, се на штета на народот. Со тоа се направи ерозијата да биде што е можно поголема, заради тоа што од Тивка река, како што беше течението на Пчиња, сега стана канјон како Морача. Еве имате прилика да го видите и да го снимите. Страшна е работата, остануваме без вода. Знаете, повеќе пати сме зборувале, а тамо кај што нема вода нема живот. Остануваме без земјоделско земјиште едноставно на 15 минути од метрополата на градот, народот кај што се вдомува, младата популација, имаме и потомства млади, се прашуваат дали да останат на собствената прадедова грудка земја или да ја фатат капата враце и по белиот свет, само заради неодговорноста на институциите. Неколку пати апелиравме до премиерот, бевме и пред влада, одржавме мирен протест, апелиравме да ја преиспита работата на институциите, на животна средина, економија и Министерството за внатрешни работи, за да можеме да стоиме на своето место, да останеме на својата грудка земја. Као наводно се смирува сега после 3 дозволи издадени по течението од мостот на Средно Конјари. 2 се до тука
едната е од тука нагоре, издадени се во мораториум, така кажа министерката госпоѓа Шукова, од атерот на Горно Конјари нагоре. Сега нова дозвола се издава во катастарска општина Студена Бара и така натака. Кој ги дава тие дозволи? Министерството за животна средина ги дава по барање на водостопанство, по налог. Се е тоа шема разработена како може да се дојде до некаков профит. Вие бевте на разговор со премиерот Ковачевски? Не сме биле со Ковачевски, со премиерот Заев бевме на два пати на разговор, со техничкиот премиер бевме еднашка, со Оливер Спасовски, со сите редом министри имаме остварено контакти, се со цел да можат да не заштитат. Делот тоа излегува во пресред, но ништо не понатака превземено. Никој не носи одговорност, што е најтрагично во ова време на ова глобално затоплување, каде што остануваме без вода со температури од 50 степени, тоа што го имаме пошто пото да се уништи. Господја. Добро, и уште работат? И овде во моментот не работат. Добро. Во моментот е во мирување, дозволите. Во моментот се во мирување, дозволите, а понатака не знаеме што ќе се случи. На ваше барање имавте средба со Шукова. На местните заедници Средно Конјари и Горно Конјари беше остварен прием со Министерката за животна средина. Кога беше тоа? Тоа е на почетокот на април месец. На почетокот на април месец, каде ни беше ветено. Каде ни беше ветено тука издадените 3 дозволи што се во регионот од Средно и Горно Конјари, става мораториум, нема за да продолжат со работа заради тоа што треба да се ревидира документацијата. Од тука нешто се слуша дека повторно влегуваат луѓето со джипови, мерат, бележуваат црти дека ќе дојдат да експлоатираат, односно да крадат, народски кажано правиот збор. Ова што експлоатираат? Експлоатираат песок, камен и чакал од течението на реката Пчиња заради лични интереси на приватни компании. Тоа е природно богатство. Тоа е природно богатство кој што нема никој право да го узурпира, односно да го зема. Тоа е на државата. Тоа се прави се со цел за да можат да остварат поголем профит. Гледајќи ова шума, пред малку споменав. Гледајќи ова шума, таа шума е садена 1971-73 до 75 година од населението. Садена е се со насока да се канализира течението на река Пчиња. Дојдоа узурпатори и секоја однесоа 700-800 метри кубни дрва во неповрат. Се на штета на населението. И никој не одговара? Никој не одговара, никој за ништо денес не одговара. Кажавте ли во вашите средби дека треба да... Кажавме, ветија тогаш премиерот, тогашниот премиер, вети дека Кој тогаш премиер? Господинот Зоран Заев, вети дека ќе го расветлат случајот, но потоа настана промената и до тука застанавме. Немаме резултат од сето тоа. Добро. Имате документи што Имаме документација каде што е поднесена петиција. Петиција од 8 местни заедници регионално на течението на река Пчиња, од Долно Конјари, поточно од Катланово до Чиња селото, односно Студена Бара. Подпишана петиција од сите местни заедници, доставена до министерствата, до влада доставена, се со намера да се вразумат луѓето да не остават на мира. Оттамо немаме повратни информации дека се огласи еднашка животна средина, дека се става се под контрола, но еве, ви го кажав пред малку дека повторно вршат бележување за да експлоатираат и така натака. Вие сте директор на школото Братство единство во Конјари, така? Да. Јас бев денеска во школото. Ми кажа да сте сделката. Да. Бев во школото и бев во тоалетите каде што одат децата. И каде што мијат раце и зошто нема никакви воопшто напишани известувања дека водата е забранета за пиење. Не, има ги скинати, значи јас имам филтер ставен, виде филтер горе. Молам? Имам ставено филтер за вода јас.
Не имате филтер за вода, но немате За пиење. никаде известување дека е забраната водата за пиење. Да, има. Што ги кинали, те ги кинали овие 2 дни, значи имавме. Не разбирам дека ги кинеле, но моето прашање е зошто повторно не сте ставиле. Па затоа што се зафатни од овие 2-3 дена ќе имаме интегрална оваква инспекција и затоа имаме други области сега. Милиони една. Знаете, Милиони една е работа. да, знаете дека тоа е многу опасно. Нека 2-3 дена и после Многу е опасно, директоре, да нема воопшто никакво Колешке, известување. Нашите деца више се навикнете нашите деца не пијат водата, ни дома не пијат од таа вода. Не разбирате? Затоа јас имам поставен филтер и деца знаат дека кај треба да се пие вода и доаѓаат горе пијат вода од чистеното. Значи се филтрира водата кај мене. Вие знаете дека законски морате да информирате. И информирани се сите, јас и на ова везната брата имам ставено дека водата не се пие. Не, во тоалетите морате да ставите известувања. Утре ќе ставам, не е проблем, тоа нема една минута работа. Жителите на Конјаре ве обвинуваат за екоцид. Не знам зашто ме обвинуваат за екоцид. Кога екоцид е нели сега ставен во новиот кривичен законник, кој ќе стапи на сила од наредната година, мислам од март месец, така да државниот инспекторат за животна средина постапува согласно неговите законски надлежности. Тие велат дека се уште се работи таму и дека иако имате дадено забрана и покрај забраните продолжува работата Значи на државниот концесионерот. така концесионерот има ограничување во делот на Да, 60 дена има. 60 дена, значи Но велат дека се уште работи. да, тој има Имате може проверено? може да работи во концесиското поле А, но истовремено треба да направи рекултивација. Има рок од Еве 60 ова е дена. полето. Да. Полето А. Да, тоа е концесиското поле А. Значи има забрана да работи во концесиското поле Б, додека во ова има ограничување да прави искупување и истовремено рекултивација. Додека не заврши со рекултивација, не сме да помине во концесиското поле Б да работи. Кажете ми колку имате 16 инспектори во цела држава. Не, вкупно имаме 20 Двајца, но добро, 16 за во моментот. Во моментот за Колку- животна средина се употребливи Добро. 18, да речеме, 16-18. Добро, имате сега ми кажавте и поледување породилно и дојдовме до една бројка 16. Не се доволна, тоа е 60% пополнета, ако колку ви требаат всушност? Значи 60% е пополнетоста. Ние до Министерството за финансии поднесуваме барање за вработување на тројца инспектори кои што исполнуваат услови за наредната година да заминат во пензија. Добро. И не се доволна за цела држава 16 Не се доволна. И колку време одите во Конјаре, вашите инспектори, Па да проверат што се случува? ние дадовме рок од 60 дена, по овој рок ќе направиме Значи, контролни по 60 дена. Да. Во Еднаш овие 60 направивме, дена- да, направивме еднашка инспекцијски надзор, видовме дека се прави рекултивација на полињата кои што ги имаат ископано, така да си течат активностите согласно она што е напишано во записникот на инспекторот, односно решението на инспекторот. Да. Исто така, луѓето од Конјаре обвинуваат дека било прва класа всушност ова земјиште, но подоцна е пренаменето во пониски класи за да може да се работи. Јас не знам дали е пренаменето, јас ја гледам нашата надлежност, а тоа е лабораторија за заштита на животна средина. Не влеговте во во документите да видите што се случувало? Ние во документи влегуваме само во оној дел каде што имаме надлежност. Тоа е лабораторија за заштита на животна Немате средина. надлежност да видите што се Да, случува? согласно Законот за минерални сировини, надлежност има државниот технички инспекторат. Вие немате надлежност да оние- видите. Затоа концесиите ги издава Министерството Да. за економија. Ние гледаме во Законот во лабораторија за заштита на животна средина и водостопанската согласност што е издадена од Министерството за животна средина.
Жителите на Конјари со денови протестираа против ископувањето на песок во близина на реката Пчиња, кои, како што велат, им го загадуваат и воздухот, и почвата, и водата, а им го загрозуваат и животот. Тие се пример на мобилизација на граѓаните кога е загрозена нивната непосредна, но и поширока животна средина. Во Европа има повеќе случаи кога граѓаните се мобилизираат против проекти кои штетат на околината и на квалитетот на животот. Местото, локацијата која се брани, скратено се нарекува ЗАД, зона за одбрана. Последниот случај на мобилизација не се одвиваше во близина на населено место, туку на 3400 метри надморска височина, каде активистите на востанието на земјата го бранеа глечерот Жирос во Горните Алпи. И тоа во моментот кога Франција е домаќин на самитот Една планета, Поларен самит, првиот меѓународен самит посветен на глечерите и половите, кој повика на исклучителна и усогласена мобилизација на меѓународната заедница. На Алпите, проектите за развој на глечери за туристички или спортски цели се уште се во тек и покри нивното најавено исчезнување. Ова окупација на глечерот беше замислена итно за неколку дена од страна на востанието на земјата за да одговори на почетокот на прелиминарните работи, додека се води судска постапка за запирање на сите градежни зафати поради заштита на ендемичната врста на растение Андросас дофине присутно меѓу карпите. Сдруженијата на граѓани и жителите на зоната каде е проектирана трасата на идниот автопат А69 меѓу Тулус и Кастар се мобилизираа против неговата изградба. При тоа дојде и до судири со силите на редот. Никој не отстапуваше и сите остануваат на своите позиции, со надреалистички ситуации кога противниците на автопатот започнаа да танцуваат наспроти специјалците. Il y a des jeunes qui ont la rage au ventre, qui veulent en découdre, mais qui sont calmés par une autre tendance qui est très pacifique. On veut plus d'autoroutes, on veut plus de voitures, on sait que c'est ça qui nous détruit. On sait que c'est ça qui détruit la planète. On est déterminés vraiment. Là, je pense qu'ils ont douté encore quand on en parlait il y a quelques temps. Ils ne considéraient pas notre lutte comme sérieuse, si vous voulez. Mais là, quand même, ils se rendent bien compte qu'on est capable de mobiliser les gens. Од 2020 година активистите во Германија се борат против проширувањето на огромен рудник за јаглен во Луцерат, во сливот на Рајнската област. На 11 јануари полицијата интервенираше за да ја демонтира зоната што треба да се брани, така наречената зона ЗАД. Тоа е црвената линија од 1,5 степен Целзиусов од париските договори, објаснува Саша, а низиното име е сменето, активистка за заштита на животната средина. Ich glaube, dass wir uns alle einig sind, dass die Wichtigkeit dessen, was wir hier tun, groß genug ist, dass die Problemlage, die wir gerade haben, dieses kapitalistische System, was uns eigentlich keine andere Möglichkeit gibt, als hier dann mit unseren eigenen Körpern dieses Dorf zu verteidigen, dass das eine Bedeutung hat, für die es sich lohnt. Со стотици други задисти, таа се бори против проширувањето на огромниот рудник за јаглен Гарцвајлер, кој се заканува да го зафати малиот град. Од средината на 80-тите години, рудникот проголта многу села додека се ширеше, што е неподнослива визија за овие еколошки активисти кои го прават Луцерат символ на запирање на оваа експанзија, која се чини дека нема да престане, а доволно да се погледне околу рудникот во Битола, како и тој ги проголта околните села. ЗАД од Мормон, Швајцарија, каде климатските активисти кои сака да го одбранат ридот од експанзијата на производителот на цемент Холцим, издржаа до крај, пружајќи силен отпор и на полицијата во ВОД. А на 17 јануари 2018 година, премиерот Едуард Филип објави напуштање на проектот на аеродромот Нотр-Дам-де-Ланд. По долгогодишна борба, тоа беше победа за француските задисти и земјоделците мобилизирани против овој проект. Што не води кон заклучокот дека кога граѓаните се одлучни и упорни во нивната борба и акции, тие успеваат да се спротистават на одлуките и градежните зафати кои ја уништуваат нивната околина.